Поглавието 10, медиуми и информатичко општество, е повторно на агенда во нашата емисија, но овој пат со акцент на јавните сервиси. Колку е важно за едно демократско општество да има силен, професионален и независен јавен радиодифузен сервис и како тој да се изгради. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате каква е сликата со медиумите во земјава. Брисел бара реформи во приватните медиуми и во јавниот сервис. Како да се зајакне независноста на јавните сервиси на Западниот Балкан? Ова беше тема и на големата конференција во Скопје. Ги пренесуваме клучните пораки. Интервју со професорката Жане Трпевска од Институтот Ресис. Останете со нас. Новинарите во Македонија имаат делумна слобода на изразување. Или со речникот на Европската комисија, тоа значи дека земјата е умерено подготвена во областа на слободата на медиумите. Но споредено со годините претходно, во последниот извештај на комисијата се забележува добар напредок во оваа област. За слободата на медиумите, која што Европската комисија ја оценува во 10-тото поглавје информатичко општество и медиуми, во последниот извештај за напредокот од годинава се наведува дека климата за слободата на медиумите и слободата на изразување е подобрена. Од суштинско значење е јавните функционери и политичките елити да покажат повисоко ниво на толеранција кон критиките, со што ќе се поддржи слободата на изразување. Потребно е земјата да прави постојани напори за подобрување на независноста и професионалните стандарди на јавниот радиодифузен сервис, како и неговата финансиска одржливост, пишува во извештајот на комисијата. Меѓу другото, Брисел ги истакна напорите на владата за поддршка на медиумите преку законски измени и преку обезбедување на финансиска поддршка за печатените медиуми. Како аргумент повеќе се наведува дека и новинарските организации ги признале отворениот диалог и зголемената транспарентност на институциите. Сепак, комисијата потенцира дека остануваат неколку предизвици како што се финансиската одржливост на приватните медиуми и условите за работа. Како основни цели за властите за оваа година ги постави следните задачи: поддршка на медиумскиот плурализам со унапредување на професионализам, објективно известување и истражувачко новинарство и да се изгради отпорност за ефикасна борба против дезинформации. Реформата на јавниот радиодифузен сервис, обезбедувајќи неговата финансиска одржливост и независност и брзо и ефективно следење на сите случаи на физичко и вербално насилство врз новинарите од страна на полицијата и судските органи. Дека има одреден напредок во слободата на медиумите во земјава забележа и меѓународната организација Репортери без граници, која што во последниот извештај од вкупно 180 земји ја рангираше Македонија на 95-тото место. Споредено со 2018 година, ова е подобрување на рангирањето за 14 места и со тоа всушност земјата е најдобро рангирана во последните 7 години. Оваа организација за заштита на новинарите предупредува дека културата на неказнивост продолжува да владее во земјата, иако не се регистрирани напади врз новинарите во текот на минатата година и безбедноста бележи значителен напредок. Но потенцира дека само 2 од 59 регистрирани напади врз новинари во последните години биле предмет на истрага и добиле завршница. Во делот на законските регулативи, Репортери без граници забележува дека се потребни измени во делот за клевета и пристапот до државни информации. Освен тоа, како клучни слабости се наведуваат дека високи представници на власта навредуваат новинари во Северна Македонија. 2 години по промената на власта се уште нема ветената реформа на Законот за радиодифузна дејност. Јавниот сервис и натаму известува еднострано. Реформи им се неопходни и на регулативата за клевета и за слободата на информирање. Ако се спореди со околните земји од регионот и покрај напредокот, сепак речиси сите соседи се подобро рангирани од нас. Најдобро котира Словенија, која што е на 34-тото место, а повисоко од нас се и Босна и Херцеговина, Хрватска и Албанија. Само Црна Гора и Бугарија до регионот се послабо рангирани. На дебатата што се одржа за финансирање, управување и регулирање на јавниот сервис, раководителот на секторот за соработка во делегацијата на Европската унија, Никола Бертолини, истакна дека финансиските ресурси се проблем за јавните сервиси. We are very much interested to work in this area so that this regional project will be also followed by national intervention. We already approved a new Instrument for Pre-Accession 2020 program in which we have assistance to the public broadcaster, assistance to the Agency for Audiovisual Media.
Генералниот директор на Македонската радиотелевизија Маријан Цветковски истакна дека законот за финансирање на јавниот сервис не се почитува и од утврдените 0,8% од буџетот тој не е ниту 0,6%. Според него, и доколку државниот буџет е помал од претходните години, не смее да се задира во финансирањето на јавниот сервис, бидејќи тоа е клучно за реформирање и правилно функционирање. Од неисполнување на овие законски обврски, ние за 2019 година имаме помалку над 6 милиони евра и во 2020 ќе имаме, ако не се смени ситуацијата, негде 7,3 милиони евра или нешто над 13 милиони евра имаме помалку од законски утврдената рамка кој што е за финансирање на радиодифузната дејност. Јас не се согласувам дека со вториот став од членот во законот каде што се утврдени процентите, дека процентите ќе се реализираат доколку буџетот има финансиска кондиција. Тоа ќе беше така доколку буџетот на Република Македонија беше помал од претходните години, но буџетот во нашата држава не да е помал, е драстично поголем од претходната година, така да не држи фактор дека финансиската состојба во државата е таква да ние не може да имаме исполнување на законските обврски. Покрај финансискиот дел, кој државата треба да го почитува, Цветковски бара сериозно да се размисли да се донесе лекс специјалис или посебен закон за Македонската радиотелевизија, која како институција ќе се оттргне од целокупната јавна администрација. Недозволиво е да имаме пак конкретен пример. Претходниот одговорен уредник на прв програмски сервис поднесува оставка во август 2017, нов програмски уредник именувавме после 11 месеци, затоа што не добивавме согласност од Министерството за информатичко општество, а зборуваме за независен јавен сервис, каде што треба Министерство да ни дозволи, да ни даде одобрение да именуваме одговорен уредник, а во меѓувреме Агенцијата за медиуми ни упатува неколку опомени дека не можеме да функционираме без одговорен уредник, затоа што во законот пишува дека мора да имаме одговорен уредник. Според директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги Зоран Трајчевски, и сега за јавниот сервис постои посебен закон, но проблемот е што нема политичка волја да се почитуваат законите. Проблемот не е во лекс специјалис, него проблемот е во немање на политичка волја да се почитуваат законите. Можеме ние 7 закони лекс специјалис да направиме. И што ако имаме такви закони кога надлежните институции кои што се врвот во општеството, во државната хиерархија, си даваат за право да не почитуваат закони. Што ако имаме посебен закон за МРТ, тој ќе ги натера да го почитуваат законот. И сега во самиот закон за аудиовизуелни медиумски услуги има посебна глава каде што го дефинира работењето на јавниот сервис, има посебна глава за финансирање. Министерот без ресор, задолжен за комуникации, отчетност и транспарентност, Роберт Поповски, смета дека овој модел на финансирање на Македонската радиотелевизија бил донесен со консензус за време на големата политичка криза во 2015 година и не е ниту идеален, ниту посакуван, но бил најдобро решение. Законот за аудиовизуелни медиумски услуги точно препишува колкав е процентот и во која динамика треба дел од буџетот да се исплаќа. И точно е дека дел од тоа не е реализирано. Како што исто така точно дека не е реализиран и поголем дел од обврските што ги предвидува Законот за аудиовизуелни медиумски услуги. А тоа е изборот и именувањето на нови членови на Советот на МРТ и на нови членови на Советот на Агенцијата за медиуми. Точно е дека во овие 2 години делот што е додаток предвиден и раст за секоја година не е префрлен. Македонската радиотелевизија последните неколку години го намалила долгот и денес тој изнесува 10 милиони евра кон институциите, а управата за јавни приходи кон јавниот сервис има обврски од 33 милиони евра. Господјо Трпевска, добар ден, ви благодарам што сте дел од нашата емисија. Ова емисија, како што знаете, зборуваме за колку е важна независноста на јавните сервиси и каква улога имаат во информирањето во еден информативен систем во едно општество. Велат дека потешко од тоа да се изгради бренд во економската наука е единствено само тоа веќе уништен бренд однова да го изградите. Кога се анализира позицијата на македонскиот јавен сервис во општеството, имаме впечаток дека токму е тоа причината дека 30 години се инвестирало во уништување не само на квалитетот на
програмата, туку и на имиджот и на довербата што македонската радио телевизија треба да ја има во општеството. Како гледате вие денес на позицијата на јавниот сервис? Па видите, македонската радио телевизија или македонскиот јавен сервис во изминатите децении, не само неколку години, туку децении, со право рековте, се соочуваше со нешто со кое се соочуваат и другите јавни сервиси широм Европа. Притисокот на либералната пазарна економија, притисокот на комерцијалниот сектор, и ние знаеме дека од 90-тите години се либерализираше целата медиумска сфера, приватните медиуми станаа дел од медиумската слика, што е и во ред, но истовремено имаше огромен притисок врз јавните сервиси во смисла на оправданоста на нивното постоење или оправданоста да се плаќа јавна давачка за да се добиваат програми кои се од општи интерес за сите, за целата публика и така натаму. Значи, концептот на јавниот сервис беше со години оспоруван кај нас, иако некаде 97 година стана јасно и на нашата политичка елита дека европскиот медиумски модел се разликува од американскиот, да речеме, по тоа што концептот на јавниот интерес е зачуван и во легислативата и во медиумскиот систем, пред се преку постоењето на јавен радиодифузен медиум, јавен радиодифузен сервис со сите негови карактеристики. Тоа беше вградено во законите, но не беше доволно да се трансформира реално македонската радиотелевизија тогаш од државен сервис во вистински јавен радиодифузен сервис. Во интерес на граѓаните и оно што е јавен интерес. Зборувате за економскиот притисок кој што е сосема логичен, како што велите во време на либерализација, појава на приватни телевизии, меѓутоа што е со оној политички притисок кој што исто така сведочиме од аспект на тоа дека секоја власт досега имала апетити јавни или скриени кон јавниот сервис да го призема по свој и да го искористи за свој вид на пропаганда. На овие простори, на целиот Балкан, не само во Македонија, јавните сервиси се соочуваа со специфични притисоци кои доаѓаа пред се од политиката, од политичарите. Ниту една политичка елита не сакаше да се откаже од влијанието врз јавните сервиси и за тоа сведочиме цели децении наназад. Уште од првите закони кога се донесоа, значи 97-98 година, реформираните закони, новите закони, од 2005 година законот за радиодифузна дејност и последниот закон за аудиовизуелни медиумски услуги, во тие закони концептот на јавниот сервис е унапреден, да речам. Значи, законите се направени така за да јавниот сервис, барем на хартија, барем правно, нормативно, ги отсликува сите основни карактеристики на тоа како треба да изгледа еден јавен медиум за да им служи нели на граѓаните. Но во праксата никогаш не се случи тој да ја стекне таа и институционална независност, автономија и уредувачка независност и финансиска стабилност, односно да се финансира долгорочно од независни и јавни средства. Од друга страна, извештаите на Европска комисија континуирано предупредува на тоа дека не е реформиран јавниот сервис. Политичките елити декларативно ветуваа дека ќе направат нешто, повлекуваа некакви потези, но реално ние и ден денес можеме да констатираме дека речиси ништо не е изменето. Значи, пред неколку дена со учество на Европската радиодифузна унија, представници на Европската комисија била одржана една дебата на тема управување и финансирање да, ние следевме таа конференција баш и во и јас ги гледам заклучоците од таа дебата објавени во медиумите и можам да констатирам дека ништо не е изменето во однос на она што сме го констатирале 2 децени или 3 децени претходно. Вие споменавте легислативата, значи од она што го кажавте може да заклучиме дека законите не се европски, меѓутоа во низ практиката тие добиваат некој балкански или македонски облик. На таа конференција меѓу другото имаше гласови кои што бараа некој нов специјален закон што ќе се однесува на македонската телевизија. Колку во услови кога дадените закони не се почитуваат, мислите дека е потребен нов закон? Делот од законот за аудиовизуелни медиумски услуги што се однесува на
Македонската радиотелевизија да се издвои како посебен закон. Ние тоа го имавме. Во периодот кога беше на сила законот за радиодифузна дејност од 1997 година донесен, имаше закон за јавно предпријатие Македонска радиотелевизија од 1998 година. Со законот од 2005 година тој престана да постои и се вградија одредбите во општиот закон за радиодифузна дејност со аргумент дека е подобро да бидат дел од тој закон, бидејќи политичарите по-тешко ќе можат да ги менуваат одредбите. И сега гледаме повторно има такво барање. Јас не мислам дека е решението во менувањето на регулативата, ниту пак сега во правење на еден посебен закон, навистина ќе се изгуби време. Иако сметам лично дека има потреба од доградување на одредбите на постојниот закон за аудиовизуелни медиумски услуги во делот на Македонската радиотелевизија во насока на развивање на модел на јавен сервис кој ќе им припаѓа на граѓаните. Ние тоа го нарекуваме, со колегите правевме некои истражувања, ние тоа го нарекуваме партиципативен модел на јавен сервис, што не е нешто ново. Идејата во теоријата постои одамна. Работата е како јавниот сервис навистина повторно да се врати на граѓаните, но не декларативно. Затоа што тој така како што е напишан законот, ако се чита внимателно, треба да им служи на граѓаните, но проблемот е во тоа што е изгубена секаква комуникација на различни нивоа. Како да се оствари тоа? Кои се тие механизми кои што овој модел? На пример, Советот на Македонската радиотелевизија, тој е замислен како тело кој треба да го представува граѓанското општество во целина, но тој тоа не е. Значи ние се обидовме да направиме систем, модел на избор на членови на Советот, кој навистина ќе го представува граѓанското општество, но политичките партии секогаш наоѓаа начин да ги заобиколат одредбите, како нешто слично како и со изборот на членовите на Советот на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. Тоа тело, такво какво што е, можеби некои од членовите се навистина представници на граѓанското општество, но комуникацијата со граѓаните и со граѓанските организации, со целото граѓанско општество е навистина целосно прекината. Реформата на јавниот сервис е едно од ветувањата на власта дека ќе биде приоритет и дека ќе биде клучна. Меѓутоа еве сега последните забелешки се дека и онаа законска одредба за процент од буџетот кој што по дефолт треба да следува и низ годините да се зголемува. На МРТВ гледаме дека не се почитува. Впечатокот е дека онаа фрустрација од неможноста да се спроведат реформите како што беа ветени, сега се лечи токму на овој некој начин каде што не им се дава доволно пари на луѓето и на раководните органи во телевизијата. Гледаме дека со систематизацијата се кочи и така натаму. Решение ли е ова вако финат помеѓу државата и МРТ и како ова да се регулира кога постоечкиот закон се анулира? Да, значи клучното прашање е за да може МРТ да се реформира е најпрво да се создадат услови во политичкиот контекст. Значи мора да има политичка волја. Според мене, секоја власт до сега не покажала доволно политичка волја со тоа што постои разлика помеѓу една и друга власт, во која мера ќе врши влијание и на кој начин ќе го врши влијанието врз да, и методите се сигурно методите, да. Различни. Јас и сега не мислам дека се односите меѓу МРТ и сегашната структура која е на власт дека се целосно во ред. Особено од аспект на финансирањето. Ако ние како медиумска заедница, како здруженија, како експертска заедница сме барале да се реши финансирањето на МРТ и се решило добро, во 2017 година се донесоа измени на законот, се обезбедија средства од буџетот. Тие средства, кога се утврди, значи кога се донесе таква одредба, требаше да се знае дека треба да се гарантираат тие средства на МРТ. И ако се да не бидат дека предмет на разговор. Да, не може да зависат од тоа дали има средства во буџетот или не. Значи ако се ветило дека треба да се зголемуваат постепено, треба да се обезбеди тоа. Но, пак ја речам, сметам дека не е доволно. Тоа што знам дека дел од експертите присутни на таа конференција го предложиле, сметам дека е исправно, дека се работи сега на еден нов документ, на една стратегија на МРТ која ќе каже каква програма смета МРТ дека е потребно да понуди на јавноста и да каже потоа МРТ колку чини таа програма, за да може
да се утврди дали тие средства се обезбедени во буџетот, се доволни или не. Во секој случај сега на МРТ мора да се обезбедат средства. Значи не сме да и се закинуваат средства, бидејќи еве слушаме дека опремата е исклучително застарена, во секој момент нели може да престане да функционира македонското радио и така натаму. Друг проблем што ми се чини дека и луѓето вработени во МРТ не го знаат доволно е дека новинарите и работниците таму не се јавни службеници. Иако законски се. Членот 104 од Законот за аудиовизуелни медиумски услуги и став 9 вели дека не се. Експлицитно вели дека не се. Значи немаат што да бараат дозвола од ниту едно министерство, МРТ, да бара дозвола за усвојување на документи, планови, стратегии. Тоа е еден од заклучоците на оваа конференција. МРТ мора да има институционална автономија. Таа автономија ја дава Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, кој, бидејќи е посебен закон со кој се основа МРТ, ги дерогира одредбите од Законот за јавни предпријатија. Значи не може никој од власта, тоа го правеа и од предходната власт, да се повикува на Законот за јавни предпријатија за да ја условува МРТ како да го планира своето годишно. Значи велите дека тука има замка во односите и во толкувањето. Мислам дека се работи од една страна за незнаење, од друга страна можеби за некаков доброволен заемен однос да се бара од власта дозвола за одредени работи. Не знам зашто станува збор, но тоа во никој случај не сме да биде. Тврдите дека законски експлицитно. Да, значи уште првите експерти предходно кога се носеше законот од 2005 година и во образложенијата на Европска комисија и на Советот на Европа во експертизата на законот стоеше јасно дека одредбите од Законот за јавни предпријатија кои се однесуваат на МРТ, на јавниот сервис, треба да се дерогираат бидејќи постои посебен закон за МРТ, кој ја дава институционалната автономија. Значи, според тој закон, таа треба самостојно да управува со ресурсите. Единствен орган пред кој МРТ, значи во текот на годината можеби треба да поднесува извештај собранието. Значи не може органите на извршната власт, министерствата да ја условуваат на дневна или на месечна основа МРТ со тоа дали ќе може да вработи, дали може да отпушти, дали треба да отпушти или не. Тоа и еднакво не е добро и еднакво задира во независноста и гледам дека тоа е ставено овде во заклучоците од оваа конференција каде што веројатно треба да се даде повеќе гласност на ова прашање, затоа што како што велите. Она што е најважно што мислам повторно, значи многу битно е дека ние не ги водиме процесите на начин на кој што треба да ги водиме. Велиме дека сме почнале медиумски реформи, но мислам дека воопшто не сме ги почнале тие реформи. Единствено нешто што беше направено е што беше беа усвоени измените во Законот за аудиовизуелни медиумски услуги во собранието и се застана тука. Јас мислам дека требаше да продолжи дебатата меѓу надлежните институции во власта, медиумските здруженија, пошироката јавност, за тоа што понатаму треба да се направи, освен што се усвои законот. Ќе ме прашам само за крај, кога анализираме македонската радиотелевизија и незината позиција, не можеме да абстрахираме останатата медиумска сцена, приватните телевизии, нивната улога и така натаму, затоа што секогаш збилам, ако ја споредувате МРТ со BBC, сигурно е лоша, меѓутоа доколку ја споредите пак со приватните телевизии, кај нас некако таа споредба не ја правиме доволно често, затоа што и квалитетот на продукциите кои што се внатре во приватните телевизии, квалитетот на нивната програма некако не е на дневен ред. Не се обидувам да барам алиби за позицијата на јавниот сервис, меѓутоа сакам малку еден поширок контекст да дадам за воопшто квалитетот на медиумски содржини телевизиски кај нас. Па не, без оглед, значи што зборуваме дека македонската радиотелевизија се уште не е реформирана, односно се уште не е таква како што треба да биде, јас не мислам дека гледаме разни подобрувања на детската програма, едукативната во одделни сегменти на програмата и во споредба со комерцијалните телевизии далеко е подобра македонската радиотелевизија. Значи тоа допрева треба да го покаже и едно наше поново истражување што го работиме токму ние за потребите на АВМУ во поглед на жанровската разновидност и содржината на детските програми, например. Што е многу важно прашање. Многу важно прашање. Значи, македонската радиотелевизија е исклучително важна за вкупната жанровска разновидност. Значи, една од причините за незиното постоење е да емитува програми што не може да ги емитуваат комерцијалните телевизии и второ, да емитува програми какви што не може да емитува по квалитет комерцијалните телевизии, што не значи дека комерцијалните треба да емитуваат
неквалитетни програма. програми. Но тоа е прашање за друга дебата. Да, има чекори попозитивни во македонската радиотелевизија, иако далеко е од тоа што треба да биде. Значи, многу сериозни се прашањата овде. Јас ќе го посочам примерот на Црна Гора, например. Во Црна Гора реформирањето на Црногорската радиотелевизија, иако и таа се соочува со тешки проблеми во поглед на политичките влијанија, но барем во поглед на нормативната поставеност наспроти власта, тие отидоа еден ишчекор понатаму, понудија програма, концептна програма на јавноста и кажа, ја дадоа на јавна дебата таа програма, Црногорската радиотелевизија, и потоа кажа колку пари чини таа програма. А владата потоа со договор се обврза 4 години да ја финансира за парите колку што вреди таа програма, да ја финансира јавната радиотелевизија. Но пак ја речам, во Црна Гора се уште стои проблемот на политичкото влијание. Значи има различни начини, различни модели, примери кои што може да се земат. Да, и гледам се отвара прашањето повторно на моделот на финансирање. Да. Значи ние отидовме од мешан модел модел на финансирање со радиодифузна такса, па мешан модел, па отидовме на укинување на такса. Значи, тука проблемот не е во изнаоѓање на најдобар модел, проблемот е во политичката волја да се обезбедат независни и стабилни средства. Значи, има земји во кои се финансира јавниот сервис од буџет и пак тоа се прави на независен начин и да нема мешање во уредувачка политика или во секојдневното управување на Клучно е сепак, како што рековте, политичката волја. Ви благодарам многу за интервјуто. Ако не се отстрани социјалната и економската нерамнотежа помеѓу регионите од кои население се иселува и оние во кои се вселува, одливот на мозоци представува ризик за долгорочна оддржливост на европскиот проект, предупреди Европскиот комитет на регионите преку мислењето кое беше усвоено на 138-та пленарна седница, одржана минатата недела. Во мислењето на Европскиот комитет на регионите се предлага воведување на механизам на ниво на ЕУ за интеграција и координација на политичките мерки за прашањето за одлив на мозоци, со оглед на тоа дека сите аспекти треба да се разгледуваат заедно на локално, регионално и национално ниво. Особено внимание, според комитетот, треба да се посвети на отстранување на структурните причинители кои го интензивираат одливот на мозоци, како што се недостатокот на образовна, транспортна и дигитална инфраструктура. Затоа задача на градовите и регионите да развијат иновативни политики за задржување и повторно привлекување на таленти, а подобрувањето на квалитетот на живот е многу мощно средство за привлекување и задржување на образувана работна сила. Според мислењето на комитетот, градовите и регионите може да ја зголемат својата привлечност со промовирање на политики и инструменти за развој на локалното претприемништво, самовработување и алтернативни модели за развој на вработување. А партнерството помеѓу локалната власт, предпријатијата и универзитетите е важен двигател на растот и развојот. Енергијата од обновливи извори учествува со 21% во вкупната енергија употребена за грејење и ладење во Европската Унија, покажуваат последните податоци на Евростат, а кои се однесуваат за 2018 година. Ова учество бележи големо зголемување споредено со податокот кога за прв пат е утврдено во 2004 година, кое тогаш изнесувало 12%. За зголеменото користење на енергијата од обновливи извори за загревање и ладење имаат придонесено сите, и индустријата, и услужните дејности и домаќинствата. Помеѓу државите членки на ЕУ, Шведска има најголемо учество на енергија од обновливи извори во вкупно употребена енергија за грејење и ладење, и тоа 65%. Потоа Латвија 56% и Финска 55%. Спротивно, најмалку се користи енергија од обновливи извори за грејење и ладење во Ирска и Холандија и двете по 6% и Белгија 8%. Во обновливите извори на енергија исто така се вклучува и добиена топлина и топлинска енергија од воздух, земја или вода со помош на топлински пумпи. Во 2018 година таквата топлинска енергија учествувала со 27% во енергијата од обновливи извори, која се користела за загревање и ладење.
Со 607 гласа за, 3 против и 19 воздржани, Европскиот парламент минатата недела ја усвои необврзувачката резолуција со мерки против нелегалната трговија со домашни миленичиња. Многу домашни миленичиња се дел од нелегална трговија низ Европската унија, при што се создава висок профит, често извор на приходи за криминални мрежи. Со резолуцијата пратениците на Европскиот парламент бараат задолжителен систем во ЕУ за регистрација на мачки и кучиња, дефинирање на големите комерцијални одгледувалишта, односно воспоставување на регистар со одгледувачи и продавачи на домашни миленичиња, како и подобрување на спроведувањето на законот и построги казни. Дополнително се охрабруваат луѓето повеќе да посвојуваат отколку да купуваат домашни миленичиња. Инаку проценките се дека со 46.000 кучиња се тргува месечно помеѓу државите членки на ЕУ и најголем дел од нив без да бидат регистрирани. Презентација и потврда на нови технологии, концепти и системи, како и тестирање и оценка на технолошка и економска изводливост на иновативни енергетски решенија за високи згради, била целта на еден проект спроведен во Љубљана, Словенија. Зградата на која е спроведен проектот се наоѓа во центарот на Љубљана, во срцето на бизнис, трговскиот и рекреативниот дел на градот. Проектот е имплементиран во делот за домување на зградата, кој го сочинуваат 11 ката со 128 станови. Основните принципи за одржлив развој на високоградбата се рефлектираат преку сеопфатно планирање на заштедите преку проект за енергетска ефикасност, односно меѓу другото со користење на обновливи извори на енергија, топлинска изолација, звучна изолација на ѕидови, систем за климатизација, потоа интелигентна контрола и управување со електрични и механички уреди, машини и алати, еколошки материјали, собирање и употреба на дождовницата како санитарна вода, соларна централа на покривот на зградата која може да произведи 33 мегават часа електрична енергија годишно, како и зелен покрив. Потоа во зградата има и полначи за електрични автомобили во гаражата, собствена станица за мерење на моменталните временски услови, заштита од сонце со автоматски ролети на прозорците, биометриско отварање на вратите и така натаму. Како резултат на енергетската ефикасност, потрошувачката на електрична енергија е намалена од 28 киловат часа за метар квадратен годишно на 23 киловат часа за метар квадратен годишно. Заедно со домашната топла вода, вкупната потрошувачка се намалила за повеќе од половина споредено со друга референтна зграда. Крајната заштеда на енергија на зградата изнесува 2239 мегават часа годишно, додека намалувањето на емисијата на јаглерод диоксид е 937 тони годишно. Конзорциумот кој го спроведувал проектот го сочинувале 10 партнери од 5 различни држави членки на Европската унија, а целата инвестиција изнесувала 17 милиони евра, односно 1332 евра за метар квадрат. Проектот е делумно финансиран и од Европската унија, со учество од скоро 7% во инвестиција. Следната среда се гледаме со нова тема од европските интеграции. Доколку не пропуштите тука, знаете дека треба да не следите на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профили. Таму ги очекуваме и вашите коментари. Следете на.